Добар ден и добре дојдовте во 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денешното издание на емисијата ќе биде посветено на трудниците. Жените кога ќе забременат веднаш почнуваат поинаку да размислуваат во однос на исхраната, бидејќи знаат дека здравите прехранбени навики се добри за нив и за бебето. На оваа тема ќе зборуваме со доктор Александра Хаџидимова, диетолог од Аџибадем Систина. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. За почеток, еве да тргнеме од тука, дали исхраната на трудницата треба да биде поинаква од стандардната? Дали треба да биде поинаква исхраната во однос на она што е, да речеме, предходниот режим? Так. Убаво кажавте уште во самиот вовед, значи на емисијата, дека бременоста е едно малку поинакво искуство за секоја, значи, идна мајка, за секоја жена, меѓутоа со целата таа убавина која што го носи тој период, исто така се зголемува и одговорноста, бидејќи таа бара една одговорност не само за сопственото здравје, туку и за здравјето на своето дете, на своето идно бебе. И заради тоа уште на почетокот веднаш е многу важно да кажеме како се исхранувала трудницата или идната мајка пред да забремени. Значи, доколку незината исхрана, незиното дневно мени најчесто било составено од намирници кои што просто го заситувале незиниот глад, и тоа било се повеќе процесирана храна, обработена храна, која што немала доволно зеленчук, овошје, значи во себе, квалитетни намирници од редот на месото, јајцето, сирењето, ферментираните млечни производи и така натаму, тогаш е потребна поголема промена и тогаш одговорот на вашето прашање е да, потребна е тотално поинаква, значи, исхрана во текот на бременоста. Меѓутоа, доколку мајката, идната мајка, значи, и претходно имала исто така здрав начин на исхрана, односно во незиното дневно мени биле присутни сите овие намирници кои што претходно ги кажав, тогаш одиме во една насока која што ќе треба да ги задоволи незините нутритивни потреби, не само, значи, незините, туку и на бебето, бидејќи исхраната на мајката воедно, значи, исхрана на самото бебе преку плацентата, тоа представува еден орган преку кој што се исхранува бебето и незината ефикасност и големина и во многу зависи од исхраната на мајката. Значи, тогаш одиме во комбинација на храни кои што ќе ги задоволат потребите на мајката во зависност од тоа во која недела или во кој триместар се наоѓа идната трудница, односно идната мајка, а веќе трудницата. Колку е важна тежината со која што жената забременила? И колку е нормално да накачува во текот на бременоста? Дали тука може да се генерализира или се пристапува индивидуално? Тука се пристапува индивидуално заради тоа што во однос на килограмите кои што мајката треба да ги добие, сепак не зависат само од незината моментална тежина кога таа останува бремена. Повеќе зависи од така наречениот индекс на телесна маса, и тоа е една математичка формула, точно да, која што добиваме од висината и од тежината на индивидуата, односно на мајката. И во зависност од тоа, веќе понатаму правиме една прогресија колку треба мајката во текот на бременоста да добие, а да во некој случај да изгуби на телесна тежина. Значи дека здравата телесна тежина и како е многу важна. Во првиот триместар најчесто жените добиваат чувство како да се здебелуваат, како да се заоблуваат, меѓутоа тоа не е резултат на покачување на телесната тежина, туку е резултат на депонирање на масни резерви, кои што иако фетусот во првиот триместар е многу мал, тогаш се случува на имплантација, органогенеза, создавање на органите, сепак ги депонира мајката масните резерви кои што ќе бидат подоцна искористени за исхрана и правилен раст и развој на плодот. Така, организмот се подготвува, организмот на мајката се подготвува за бременоста, за она што следува со депонирањето. Да, и во првиот триместар немаме некоја значајна потреба од зголемување на енергетскиот внес во однос на калории, значи кај мајката. Најчесто се очекува по некој половина килограм месечно добивање на телесна тежина, но тука морам да напоменам дека исхраната секогаш гледаме да биде насочена и кон една друга страна, а тоа е надминување на проблемите кои што може да настанат во тој триместар, а тоа се мачнините, повраќањата, прифаќањето дека навистина нешто друго се случува со организмот. Пред да преминеме нутринските мачини, јас само би сакала да ве прашам дали е надминато на правило дека кога мајката е трудна, односно кога жената е трудна, дека треба да јаде за двајца.
Во поново време мислам дека тоа е надминато, меѓутоа се соочивме со еден малку поинаков проблем. Сега новите мајки сметаат дека не смеат да се здебелат многу во текот на бременоста, па добиваме една друга Мајкина крајност. диета. Ето Да. така, една друга крајност и тоа се вели подхранување во текот на бременоста, што исто така морам да упатам апел дека е крајно сериозна ситуација, која што не смее да се случува. Не сме диета во текот на бременоста. Зборот диета, да. зборот диета значи правилно исхранување. Так. Значи не сме рестрикција на исхрана која што ќе води кон намалување безпотребно на килограмите, бидејќи во тој период и како треба да се грижите за здравјето прво за имунитетот на самите вас, значи на мајката, а потоа исто така значи за правилниот раст и развој на бебето. Значи вие сте одговорни не само за вас, туку и за здравјето на уште еден живот, на уште едно битие, да кажам. Заради тоа никако не се согласувам со тоа дека треба да се држат одредени рестриктивни диети, треба да се внимава на правилна комбинација, на правилен внес на храна, со тоа ќе се обезбеди правилен внес на витамини, минерали, макронутриенти, протеини, јаглехидрати, масти, значи се што е потребно за нормално и здраво да се изнесе бременоста до крај. Така, ќе ги објасниме сите тие комбинации на исхрана во текот на денешната емисија, но еве сега да започнеме со утринските мачини кои што најчесто траат во текот на целиот ден и се голем проблем за трудницата. Дали со храна може да се ублажат овие симптоми на мачнина? Да, храната е, да речем, пресудна во ублажувањето на ваквиот тип на мачнини, бидејќи честопати е познат феноменот кај трудниците на ноќно прејадување, а утринско гладување. Сакам да упатам еден апел да самите трудници пробаат да го променат тоа со воведување на појадок. Појадокот е еден оброк кој што навистина колку и да не ви се јаде во утринските часови, треба да го земете, заради тоа што овозможувате на тој начин нормален баланс на самиот метаболизам во целото тело и со текот на времето се урамнотежува метаболизмот и се исчезнуваат и самите мачнини и самите атаки на прејадување кои што најчесто се појавуваат кај ваквите значи трудници. Во утринските часови е потребно да земете оброк кој што е комплетен. Што значи комплетен оброк? Значи тогаш најуспешно може да се свари целата храна која што внесувате во состав и на протеини, и на јаглехидрати, и на масти. Тоа не мора да биде количински голем оброк, тоа може да биде значи помал оброк кој што нема да го преоптерети желудникот, меѓутоа исто така да не биде ниту премногу ладен, ниту премногу топол, значи температурата да биде умерена количина и умерена комбинација значи на самиот оброк. Многу пати велиме дека чаевите или фитотерапијата исто така знае да помогне во ваквите ситуации и чајот од ѓумбир е со докажани антиеметични својства, значи кој што помага не само кај мачнините, дури и кај нагонот за повраќање. Имаме одредени трудници кои што само што ќе постават корен од ѓумбир под носот, веднаш кога ќе го помирисаат, веднаш доаѓа до подобрување. Исто така може да се примени и да се иџвакаат неколку ливчиња на чај од нане, на свежа нане, а чајот од нане, чајот од бел слез, чајот значи кој што направен од растителни, од билкови материи, исто така може многу да помогне во ублажување на ваквите мачнини. Сепак треба да се спомне дека прекомерното користење на чаевите, например чајот од нане доколку се земе повеќе од 3 шолји дневно, веќе велиме дека е тераписка доза, треба и тука да се повнимава и да се оди умерено, дозирано, значи, без страф од внес на течности. Повеќето трудници велат, ама ако се напие малку вода, јас и тоа ме тера на повраќање или тогаш ми е тешко и така натаму, нека биде постојано, голтка по голтка, во мали количини, меѓутоа никако самиот желудник да се остави без храна, ниту пак да се преоптовари со многу храна. Значи да се одбегнуваат комбинации кои што најчесто знаат да доведат до киселини во желудникот, до мачнини. Тоа се пред се белото брашно, колачите, грицките кои што се индустријски преработени, газираните пијалоци кои што често пати исто така се присутни во исхраната на трудниците, бидејќи сето тоа доведува до закиселување на организмот. Самото закиселување на организмот допринесува до појава на ваквите киселини, мачнини
болнини и повраќања кои што се појавуваат посебно во првиот триместар, а дури понекогаш ако не водиме сметка понатаму за исхраната, тоа неретко знае да продолжи, значи, понатаму. Така. Да. Во првите 3 месеци од бременоста се препорачува земање фолна киселина, има и продукти кои што се богати со фолна киселина. Дали комбинација од храна која што е богата со фолна киселина и дополнително земање фолна киселина во форма на медикамент, односно на апче, може да доведе до предозирање на организмот со фолна киселина? Постои ли ризик од такво нешто? Не постои ризик од предозираност со фолната киселина во текот на првиот триместар, доколку се ги следите упатствата, значи, на вашиот гинеколог, на докторот кој што ја води вашата бременост, бидејќи фолната киселина има во храната, меѓутоа таа е многу нестабилна. Значи, фолатите во храната се многу нестабилни, заради тоа што реагираат на светлина, топлина, на воздухот и така натаму, и заради тоа најчесто се смета дека онаа доза од 400 микрограми која што е потребна во првиот триместар треба да се внесе во вид на суплемент за да се избегне можниот недостаток, бидејќи тоа ќе доведе до многу сериозни последици понатаму, значи по здравјето на самиот плод. Не се остава на доверба на самата трудница дека ќе изеде, да речеме, 700 грама на зелена салата или 300 грама на спанаќ секојдневно, и заради тоа се внесува во суплемент и нема опасност доколку се следат упатствата од незина предозираност, дури ако во исхраната ви е нели вклучена и зелената салата, и спанакот и така натаму. Калциумот исто многу важен минерал кој што мора да се внесува во текот на бременоста. Кои продукти советувате жената да ги применува во исхраната во текот на бременоста? Значи, калциумот е еден минерал кој што, поготово во текот на вториот триместар, треба да биде застапен во исхраната, и тоа пред се како резултат на тоа што доколку мајката не го внесува доволно по пат на исхрана, плодот го црпи од незините коски, па страдаат коските на мајката, бидејќи детето не ве прашува дали вие доволно го имате или не, дали си го внесувате или не, ќе се снабди со доволно калциум од вас, но подоцна ќе страдаат коските, косата, кожата на мајката. Заради тоа најчесто се оди на употреба на ферментирани млечни производи кои што се доста богати, значи, со калциум. Тука би го издвоила рикотата, моцарелата, значи како дел од сирењето, киселото млеко, значи исто така јогуртот, кој што не само како извор на калциум, туку и како извор на пробиотици кои што се доста важни во однос на одржување на имунитетот кај мајката и на одржување на тој баланс во цревната флора. Така да комбинацијата на сите тие производи во сусамот го има исто така многу. Го има и во сувиот Макдонос, меѓутоа тука сепак треба да бидеме малку внимателни во однос на Макдоносот. Заради тоа сепак, затоа рековме, индивидуалниот пристап кон исхраната на трудницата и така како бара своја специфичност, бидејќи не секогаш мора да го исклучиме скроз Макдоносот. Значи можеме да го дадеме, значи, кај трудници кај кои што навистина гледаме дека нема никаква опасност од неговото консумирање. Значи тука зборуваме веќе за големи количини, не зборуваме за додавање како зачин во самата, значи, исхрана, да. Така. Што се однесува до проблемите во вториот триместар, често пати се јавува обстипација. Кај жените се јавуваат хемороиди. Дали со храна ова може да се ублажи или пак комплетно да се реши проблемот со обстипација? Обстипацијата е чест проблем тогаш кога жената најчесто добива повеќе на килограми, затоа што самата тежина, да кажем, на плодот, самата тежина на крвните садови во пределот на крлицата доведува до нивно проширување и тогаш може да дојде до појава на хемороиди и до појава на тврда столица или констипација. Ваквата констипација успешно се решава со правилен избор на храни, со правилни соодветни рецепти кои што се дозволени во текот на бременоста и кои што исто така ќе помогнат за поголемо раздвижување на цревата кај трудницата. Никако не се препорачуваат употреба на лаксативни средства кои што може да доведат до многу сериозни последици во текот на самата бременост, туку точно се препорачуваат средства кои што имаат волуминоз
волуминозен ефект во цревото. Што значи тоа? Значи кога ќе се земе самиот лаксатив кој што има таа волуминозна способност, содржината во цревото бабри, го допират зидот на самото тенко црево и на тој начин веќе го потикнува импулсот за празнење. Значи тука би помогнале сувите сливи, добро познат рецепт кој што треба да се потопат одвечер, наутро да се испие и водата, да се изедат и сливите, меѓутоа не треба да се претера ниту во количината, значи нивна. Лениното масло, значи исто така може добро да дојде, значи како помош, како алтернатива во однос на ваквата констипација и ред други, значи рецепти кои што навистина може да го решат овој проблем. Во исхраната доста диетни влакна кои што ќе го направат, значи своето во однос на раздвижување на цревата. Додека за хемороидите, тоа представува состојба на проширени крвни садови во пределот, значи на аналниот дел, и тука веќе зборуваме за можен генетски потенцијал, значи може би мајката ги имала и претходно, меѓутоа и од самата тежина понекогаш може да се појават во бременоста и навистина да направат проблеми. Заради тоа е мощно важно констипацијата како проблем да се реши, како не би довело, значи, до понатаму поголеми компликации во однос на појава на хемороидите. Во текот на бременоста се јавува физиолошка анемија. Како да се надмине? Какви продукти да се земаат? Дали месото тука има најважна улога за надокнадување на железото кое што се губи во текот на бременоста? Железото од месото се наоѓа во една форма, ние велиме хем форма, која што е најлесна за искористливост во организмот, меѓутоа тоа не значи дека доколку мајката има избор да биде вегетаријанка, например, да речеме дека не може успешно да се справи со таа физиолошка анемија, меѓутоа сепак тука веќе посочувам дека мора да има совет од соодветно стручно лице како исхраната да ја регулира, како не би западнала во поголема анемија, бидејќи анемична мајка значи анемично бебе. Треба да бидеме свесни дека на самиот акт на раѓање мајката мора да отиде спремна со полни резерви, значи на железо, заради тоа што се губат сигурно околу половина литар крв, значи при спонтан нормален пороѓај, а да не зборуваме доколку стане збор, значи за некој, значи за царски, значи тип на породување и така натаму, така да е многу важно ваквата физиолошка анемија да биде подкрепена со правилна исхрана. Тоа значи продукти кои што се богати со железо и кои што ќе бидат искомбинирани со продукти богати со витамин С, бидејќи железото за да се ресорбира му е потребна кисела средина. Затоа најчесто велиме железото треба да падне на гладно, да го земете на гладно. Тоа значи дека треба да го земете во кисела средина на желудникот и затоа секогаш оди во комбинација со продукти кои што се богати со витамин С, како што е пиперката, зелката и така натаму, додека таму каде што веќе имаме во исхраната месо, тогаш веќе можеме многу полесно, значи, да регулираме и да ја заштитиме, значи, идната мајка од појава на анемија, заради тоа што е многу тешко да се помине и да се надмине потоа постпородилниот период, доколку мајката има анемија, па се соочи со анемично бебе. Дали смее трудницата да јаде риба? Да, секоја трудница не само што смее да јаде риба, него таа риба треба да биде застапена минимум 2 пати неделно во незиното неделно мени. И кога ќе го кажам ова 2 пати неделно, не сметам на онаа реченица како клише, јадете 2 пати неделно риба, јадете 3 пати неделно риба, него навистина мислам дека треба да биде присутна во менито на една трудница. Риба, морска риба смее или морската риба. Исто така препорачана, кога ќе ме прашаат кој тип на риба е најдобар тип на риба, тоа е свежата риба. Да, од живата што некогаш ја содржи. Така, значи изборот на свежа риба, нека биде тоа поситната риба, значи ако е веќе стравот присутен од токсините како жива, значи во рибата. Меѓутоа доста е докажано со повеќе, значи, медицински студии дека омега-3 масните киселини, полинесаситените кои што се наоѓаат во рибата, рибата не ги произведува, таа ги произведува со јадење на планктоните од таму од каде што се храни, затоа се тие различни од омега-6 кои што се наоѓаат во растителните, во билковите масла. Значи е докажано дека во последниот триместар, доколку ги зима мајката, и во првите 18 месеци од животот на детето, кога најчесто имаме, значи, процес на доење и така натаму, дека таквите деца се со многу поразвиени когнитивни функции во текот на нивниот живот. Значи полесно
полесно пишуваат, почнуваат побрзо да читаат, коефициентот на интелигенција значи е поголем, за разлика од децата на чии што мајки во текот на бременоста не земале омега-3 полинесаситени. Една многу важна причина зошто треба да биде рибата редовно застапена во менито на трудницата. Имаме ни уште малку време, а имаме уште многу прашања. Еве би се задржала на магнезиумот. Често пати трудниците имаат грчеви во мускулите, во нозете. Како да се реши тој проблем? Дали има некоја храна која што е богата со магнезиум или тука суплементите играат главна улога? Не, суплементите се даваат тогаш кога веќе не можеме да го регулираме тоа со храна. Меѓутоа уверувам дека доколку храната значи е богата со печурки, значи со пченични клици, значи со долголиса зеленчук, потребите на магнезиумот се отприлика околу 300 мг кај возрастна особа, меѓутоа во текот на бременоста се зголемуваат за отприлика едно 25% и тоа се веќе 400 мг кои што слободно може да се надокнадат и со самата исхрана. И сега, она што е многу важно, дека труењата се многу опасни за трудницата. Препорачувате, предпоставам, да се јаде дома, да не се јаде во ресторани, еве да се околу внимава ризиците. премногу, на тоа, значи да се зима квалитетна храна, да не се зимаат производи кои што во себе содржат необработени јајца, значи доволно долго да се обработи месото, значи исто така, бидејќи токсоплазмозата, листериозата, салмонелата знаат да бидат и како премногу опасни во периодот на бременоста, тие и онака се опасни, значи како инфекции, така да се внимава премногу на хигиената во однос на исхраната. Така, ви благодарам што бевте дел од 0N+, верувам дека на многу бремени жени им помогнавте како да го организираат, како да го концепираат нивното дневно мени за да имаат една здрава и пријатна бременост, нели доколку ги немаат проблемите како што се грчеви во нозете, гадења и слично. Благодарам и на вас. Ние се гледаме повторно од понеделник. Имате пријатен викенд и ве очекуваат уште многу интересни теми во 0 месеци плюс на телевизија Телма. Пријатно.